Во средата во Центарот за култура во Битола со промоција на дипломците на втората генерација успешно заврши Школата за лидерство и јавни политики Политеа, реализирана од Центарот за европски развој и интеграција од Битола. Од вкупно 36 кандидати кои ја започнаа школата, 32 успешно ги комплетираа 20 сесии кои се одржаа во периодот од 28 октомври 2015 до 21 април 2016 година. Во оваа генерација со своји предавања и искуства учество зедоа 18 истакнати предавачи од различни општествени сфери и профили кои што преку 20 сесии во траење од вкупно 80 школски часови ги споделија своите знаења токму со учесниците на Политеа и им помогнаа во продлабочување на знаењата во многу области кои ќе им користат во нивниот понатамошен кариерен развој и усовршување и во позиционирањето на пазарот на трудот. Токму за ова денеска разговараме со првиот човек на Политеа, Диоген Хаџикостан-Милевски. Диоген, добре ни дојде и честитки за успешно завршената втора генерација на дипломци на Политеа. Добро ве најдов, благодарам. Значи имавте една свеченост во средата, ги доделивте дипломите на втората генерација која што успешно ги помина сите овие сесии кои што ги имате планирано. Еве ќе започнеме прво од свеченоста, па потоа некако ќе се навраќаме на она што е Политеа, што се учат овие кандидати, полека се ќе ги запознаеме гледачите општо со школата за лидери Политеа. Па добро, значи свеченоста беше природна кулминација на тој процес на реализација на активностите во рамките на Школата за лидерство и јавни политики Политеа. И овој настане всушност една можност сите оние луѓе кои што се вклучени во реализацијата на проектот да се соберат на едно место, зашто тие се навистина многу. 40 на учесници во школата, 80 на 20 предавачи и тука би ги спомнал и алумните на првата генерација на Политеа. И всушност тоа е еден скромен начин како ние како тим кој што ја организира школата да им изразиме благодарност на тие луѓе кои што несебично се вклучија во реализацијата на Политеа и ја препознаа важноста од тоа неформално образование на младите и споделување на животните искуства со нив. 36 кандидати беа значи првично пријавени, 32 успешно ја завршија. Има неколку месеци за сите овие сесии да научат многу работи. Зошто токму 32 четворицата, каде ни останаа тие четворици? Значи Политеа, ова втора генерација, еден модел кој што вклучуваше скромна партиципација на учесниците. Секогаш има луѓе кои што се препознаваат, ја препознаваат важноста на активностите, понекогаш има луѓе кои што едноставно не се пронаоѓаат во тоа што го започнале. И токму е тука таа варијација 32-36, во смисла на тоа дека дипломи добија само оние учесници на Политеа кои што беа редовни на сесиите, значи кои што имаа минимум 50% присуство на сесиите, заради тоа што сепак значи имаме некаков таков критериум на тимска работа и посветеност кон активностите. Политеа е еден специфичен модел за разлика од другите школи, барем во оваа фаза на својата имплементација, заради тоа што идејата е да имаме и квантитет и квалитет. Квантитетот е во смисла на тоа што за разлика од голем број на школи кои што се организираат во тип на модули од неколку дена со интензивни предавања, значи Политеа е еден развлечен систем, бидејќи ние имаме активности секоја недела, имаме по една сесија и всушност тие 20 сесии се распоредени во тој период од октомври до април месец и секоја недела имаме околу 3 до 3,5 часа сесија која што всушност опфаќа разработка на една општествено релевантна тема
Политеја во првиот дел свој беше насочена кон јакнење на конкретни знаења на учесниците. Предавачи ни беа истакнати професори, асистенти, луѓе кои што се инволвирани во високообразовниот процес, меѓутоа преку Политеја добиваат една можност да го презентираат пред аудиториум, да речем, кој што е заинтересиран, своето истражување, работите кои што се приоритет во нивната професија, додека вториот дел на Политеја, кој што започна после новогодишните и божикните празници, всушност беше тој учење преку туги искуства, во кој што всушност ние ги поканивме луѓето кои што од Советодавниот борд на Политеја беа дефинирани, значи лоцирани како општествени лидери во овој наш регион, и тие преку споделување на својата животна приказ на својот животен пат, како тие стигнале до позициите кои што ги имаат во моментот, кои се предизвиците со кои што се соочуваат, всушност споделуваат со учесниците на Политеја вистинско животно искуство, кои што за младите луѓе на возраст помеѓу 20 и 26-27 години е навистина непроценливо, зашто не постои некој прирачник од кој што вие тоа може да го прочитате. Предавањата за кандидатите, како што еве можев да прочитам и колку што сум запознаена, се во практичен и теоретски дел. Како гледат на тоа сите оние кандидати кои сигурна сум дека тој практичниот им е по-забавен, некако поинтересен од теоретскиот? Значи, она што е предност, секогаш, понекогаш може да биде недостаток во некој друг аспект, меѓутоа тимот на Политеја ќе се потруди во наредниот период, значи наредните генерации, тој недостаток да го отстрани. Всушност, самиот начин на вакво еднодневно реализирање на сесиите не остава многу простор за интеракција, меѓутоа сепак, значи, беше направен напор и од тимот и од предавачите, сите предавања да бидат така некако организирани, значи првиот дел да биде теоретски, со излагање на предавачот, а вториот дел да биде или дискусија за релевантната тема која што тој предава, или некаква практична активност преку која што ќе се тестираат знаењата кои што биле стекнати во рамките на сесијата. Еве сега по-конкретно за оние предавања, која е можноста која што имаат учесниците, значи во Политеја, со кое знаење ќе се здобијат тие? Значи, како што имам истакнато и во други ситуации, една од предностите на овој модел на Политеја е што барем до овој момент ние не бевме тематски сконцентрирани и фокус ни беа некако по широките области на општествените науки. Имавме представници значи предавачи од сферата на правото, на економијата, на бизнисот, на менаџментот, кои што преку своите предавања се потрудија да опфатат различни сфери на општественото живење и на таков начин да создадат една поширока слика за сето она што се случува околу нас. Значи не дека тие млади луѓе се исклучени и дека не се дел од општеството, меѓутоа сепак искуствата кои што со себе ги носат предавачите од институционален аспект им презентираат една поинаква карта на обкружувањето и всушност им отвараат врати на младите луѓе за можностите кои што стојат пред нив, како тие во понатамошниот свој развој кариерен и професионален, значи да се движат поуспешно. И ја завршивте, како што рековме, и еве втората генерација успешно ги зеде дипломите. Има ли интерес од страна на младите кога е во прашање пријавувањето? Претпоставам дека има некоја старосна граница од колку до колку години би биле кандидатите кои што сакаат да се пријават за учество во Политеја? Значи, во принцип, Политеја е еден простор кој што е создаден како форум за младите луѓе,
на возраст од 18 до 26 години. Всушност станува збор за она специфична возраст кога младите се во процес на формално образование и после завршувањето на тоа формално образование, зашто во најголем број на случаи за младите луѓе кои што се во Битола и во Пелагонискиот регион, суштинските проблеми настапуваат после завршувањето на формалното образование и значи тој процес од завршување на образованието до наоѓање на работа или ангажман. Сега Политеја всушност се јавува како еден ајде да кажем меѓупростор каде што младите можат корисно да го проложат своето, значи корисно да го поминат своето време, да се стекнат со нови искуства, меѓутоа што е најбитно од се да развијат неформална мрежа на пријателства и познанства кои што понатаму нив ќе им помогнат во реализација на нивните цели. Она што мене ми представува особено задоволство е тоа што голем дел од младите луѓе кои што се вклучија во втора генерација на Политеја, значи не сите, меѓутоа голем дел од нив, веќе најдоа волонтерски ангажмани кои што можеби во иднина да прераснат во некаква форма на вработување, а сето тоа се должи токму на тие контакти кои што тие ги воспоставија со луѓето кои што беа дел од тој предавачки тим на Политеја и на таков начин тие, да речем, ја редефинираат смислата на своето постоење, што е многу важно. Мислам за таа старосна група. Интересот беше, значи интересот постојано расте. Значи веќе за втората генерација имавме повеќе од 60 пријавени учесници, меѓутоа самиот модел на имплементација на школата не дозволува повеќе од 36 заради тоа што во многу голем, значи во поголема група можноста за интеракција е ограничена, значи нема доволно време секој да биде дел од дискусијата. И токму заради тоа ние некако се трудевме да го поставиме тој горен лимит кој што ќе гарантира дека сепак ќе има можност за интерактивност, значи за општа дискусија, вклучување на сите, меѓутоа опфатот да биде што е можно поголем. Ние во продолжение можеме да ги слушнеме изјавите од неколку учесници кои што еве токму во средата ја зедоа својата диплома во оваа втора сесија на Политеја, па да слушнеме од нив кој е нивното мислење и како тие го гледат учеството токму во Политеја. Моето искуство како дел од втората генерација од Политеја е исклучиво, значи, позитивно. Од секоја една сесија на Политеја имаше што ново, значи да се научи, да се стекне некое ново искуство, некоја нова вештина што сигурно понатаму во животот ќе ни биде многу од корист. Исто така имаше многу дружење, нови познанства, нови пријателства кои што се надевам навистина дека ќе траат долго време, можеби цел живот. И исто така преку акциите што ги организираме волонтерски, значи преку Политеја, имаме можности да ја покажеме нашата хумана страна, што мислам дека исто така е доста позитивна работа. Па моето искуство од Политеја се покажа многу позитивно, бидејќи запознавме нови луѓе, остваривме акциите што беа, ви кажа Диоген, потоа запознавме нови предавачи, преку кои што се запознавме со нови начини на предавање, со нови начини на отварање нов бизнис. Моите искуства од учеството во Политеја како учесник на втората генерација апсолутно позитивно, затоа што имаше многу интересни предавачи, слушнавме најразлични приказни кои начинот успеш во животот, слушнавме најразлични мотивациони говори кои што верувам дека на сите нас влија позитивно. И се разбира, запознавме одлични млади луѓе, одлични врсници, одлични нови идеи, така што можам да им препорачам на сите млади луѓе да аплицираат, затоа што Политеја е едно огромно позитивно искуство кое што на секој ќе му се најде во животот.
Еве не повторно назад во студиото, каде што се уште зборуваме за школата за лидерство и јавни политики Политеа од Битола, која што токму во средата во Центарот за култура ги промовираше дипломците на втората генерација. Диоген, имавме можност да слушнеме еве тројца учесници од ова втора генерација, сите со позитивен став, позитивни критики и секако впечатоци кои што ќе ги понесат понатаму во она што планираат да го работат и секако кои што ќе им се најдат во животот. Значи, јас имам само добри зборови за тие млади луѓе, заради тоа што во контекст на сето она што се случува во нашето општество, сепак тие ја сваќаат важноста на разумното критичкото размислување и значи како што наведов на едно место, значи многу иднина има само она општество кое што води сметка за мотивацијата и целите на своите млади луѓе, а јас со сигурност можам да ви потврдам дека овие млади луѓе имаат, значи се мотивирани да успеат во животот, меѓутоа нивната цел не е само да заработат пари, туку и да генерираат некаква подобри услови за сите луѓе кои што живеат на овој простор. Ние еве во додека зборуваме можеме да погледнеме и дел од фотографиите кои што се направени за време на предавањата. Кога сме кај предавањата, еве она што мене ме интересира е дали првата генерација имаше една програма според која работевте, сега за втората имате друга или се работи секогаш по иста програма? Значи, она што би сакал да го истакнам како една предност на Политеа е тоа што до овој момент, значи ние, вклучително и првата генерација, значи околу 30 различни предавачи биле дел од Политеа и сме имали 30 предавања на 30 на различни теми. Токму тука е и смислата на постојање на таа алумни група на Политеа, зашто сите учесници кои што ја завршуваат Политеа и понатаму сакаат да бидат дел од овој проект, од оваа активност, едноставно стануваат дел од тој значи од таа алумни група која што покрај редовните учесници на сесиите може да биде учесник на на предавањата кои што се случуваат еднаш во текот на неделата. Значи са нивната улога не е на активни учесници во дебатата, меѓутоа во секој случај тие можат да бидат буквално дел од сесиите. И токму на таков начин, она бројка за која што зборувавме 36, 32, значи нараснува до 40 учесници на скоро секоја сесија. Веројатно во иднина со оглед на потребите кои што ги мапиравме кај учесниците на Политеа и Политеа како модел ќе имплементира еден вид на модули на сесии, меѓутоа во секој случај ќе се трудиме секогаш, значи да понудиме предавачи кои што ќе бидат атрактивни, интересни, ќе можат да пренесат знаење и искуства и за актуелните учесници во тековната генерација, меѓутоа и за сите оние кои што претходно биле дел од Политеа. Она што исто така ме интересира е, значи, еве, теоретскиот дел знаеме од што се состои, тука се предавањата од сите тие професори, луѓе кои што се имат постигнато нешто во своите области, секако дискусијата со учесниците. Во што се состои практичниот дел од предавањата? Значи, практичниот дел, тој делот за лидерство, да кажеме, кој што се реализираше после завршувањето на овој прв теоретски условно земено модул, всушност беше значи првиот дел всушност секој од излагачите, од гостите ја презентираше својата животна приказна и како тој стигнал до точката до која што е во животот и кои се сите оние искуства кои што тој ги стекнал, значи кои се оние клучни моменти на носење на одлуки, на ризици, на храброст, значи на потези кои што
морале да ги превземат предавачите за да реално ги остварат своите цели. Клучната порака која што ајде да речеме сабтекст на сите тие предавања е дека единствениот начин да се успее во животот е упорност. Значи кога мора да имате јасна слика, цел за она што сакате да го остварите и мора да бидете упорни. И на сите предизвици, значи на сите оние моменти кога се чувствувате дека е најтешко и дека ова нема да успее, всушност треба да наоѓате сила за да продолжите уште еден чекор понатаму со цел да успеете во својата конечна цел. И мислам дека токму тој модел на однесување е она што многу им недостига на младите, зашто сепак во нашето општество не изобилуваме со многу примери на модели на личности кои што би можеле да бидат еден вид на, ајде да кажеме, идоли на младите луѓе. И се обидот, значи целта на тимот на Политеја е, значи на ваков начин преку една непосреден контакт со овие луѓе, всушност младите да сватат кои се сите оние значи сите оние чекори кои што допрва треба да ги превземат за да едноставно успеат во својата кариера. Колку сите овие позитивни критики, да кажам, или впечатоци на учесниците од првата, втората генерација се еден поттик за тебе и за целата оваа екипа која што стои позади школата Политеја за веќе да се размислува за третата, па и понатаму за останатите генерации кои што ќе ги имате туку, не само за тоа, туку и усовршување на програмата од која што имаат можности да учат? Значи јас пред себе сакал да изразам една огромна благодарност до тимот на Политеја, кој што е вклучен во реализацијата на овој проект, особено до Александар Недановски и Мирко Наумовски, кои што се двајцата, да речам, клучни луѓе во тимот на Политеја, без кои што реално Политеја немаше да биде тоа што е, заради тоа што сето оно што се случува на тие сесии бара позадинска логистика, организација, договарање и така натаму, и тие двајца всушност многу помогнаа во реализацијата на цел овој проект. Значи Александар е еден дел од, да речем, од тимот на Центарот за европски развој и интеграција, додека Мирко Наумовски стана дел од нашиот тим токму преку Политеја. Тој е дипломец на првата генерација на Политеја. И токму во тој контекст ми е одговорот на вашето прашање. Значи, Центарот Политеја е еден проект кој што, за да расте понатаму виднина, ќе бара ангажман на нови луѓе. И всушност, јас се надевам дека и дел од луѓето кои што беа дел од втората генерација ќе се вклучат понатаму во реализацијата на овој проект. И ми е многу мило што младите ја препознаваат важноста и значењето на ваквата форма на неформално образование, односно развој на тие меки вештини, кои што всушност денес ги бара секој работодавец, односно бара од младите, значи од вработените да имаат капацитет за тимска работа, да имаат капацитет за креативно решавање на проблемите, комуникација, контакти и така натаму. И уште за крај само прашањето, кои се идните планови? Па како што најавив и на свечениот настан, значи ова не е крајот, туку е почетокот всушност. Ќе имаме трета генерација на Политеја. Она што би сакал да го најавам за сите оние кои што се заинтересирани да бидат дел од Политеја е дека тој оглас јавен за учество во Политеја обично се објавува во периодот помеѓу 15 септември и 1 октомври, значи некако соодветствува со почетокот на академската година, кога веќе сите, да речем, ги оствариле одморите и веќе започнува онај работен дух. Имплементацијата, односно спроведувањето започнува таму некаде во втората половина на октомври. Имаме новитети, доста ќе имаме за ова трета генерација на Политеја.
заради тоа што е составен дел од секоја сесија на Политеја е евалуација на таа сесија и многу ми е драго зашто преку тој модел на евалуација всушност од самите учесници ги добивме најконструктивните критики за сите оние работи кои што треба да ги промениме за да всушност ефектите и резултатите од Политеја бидат што е можно подобри. Јас се надевам дека еве со овој разговор успеавме да потикнеме многу млади кои што еве токму за третата генерација кои што ќе бидат ќе се пријават, секако ќе се здобијат со многу знаења, нови искуства кои што верувам дека многу ќе им се најдат понатаму во животот, а вас ви посакувам не само 2 успешни генерации на дипломци, туку многу кои што секако еве од овие 2 се поттик за и понатаму да се работи. Ви благодарам.